На граничниот премин ДВ Бајри ноќеска во бандашите на 4 тркала на бело Ауди со косовска регистрација, дресирано куче кокер открило 16 килограми хероин. За кривичното дело е пријавен еден сторител, возач на автомобилот, кој имал два пасоша, српски и косовски. Понатаму МВР ќе утврдува инволвираност и на други лица, помагачи и нарачатели. Во текот на вчерашниот ден, Центарот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, заедно со Царинската управа на Република Македонија, реализира еден случај, односно заплена на 16 килограми чист хероин, кој како што можеме да видиме од начинот на кој е пренесуван, е транспортиран на многу оригинален начин со кој досега ние не сме се соочиле како полиција, меѓутоа благодарение на методите кои се користат, благодарение на службеното куче од Царинската управа, успеавме да ја откриеме другата која е скриена во тркалата од автомобилот. Значи, тоа се тркалата кои биле во употреба, не се работи за резервното тркало. Инаку, ова е дрога која доаѓала од Република Турција, а сметаме дека со поминување низ Република Македонија требало да се движи во правецот на Приштина, значи да се движи во правец на Република Косово. Според првичните анализи се работи за дрога со висок квалитет и според првичните проценки нејзината цена на црниот пазар може да достигне до 350.000 евра. Ако пак се смета по малопродажна цена која неколкократно расте, би можело да достигне и до 1,5 милиони евра, зависно со колкава чистота би се продавала на црниот пазар. Министреката Јанкуловска потенцираше дека заедно со оваа дрога во рамки на акцијата Босфор досега се запленети над 350 килограми чист хероин, кои на црниот пазар во Западна Европа би чинели до 15 милиони евра.